Видел некој како изгледа тоа чудо? Па шо не кажеш, бе, брат, шо кјутиш? Абе, обична арти, јас само жута. Ама ти да не си ја зелен? Ја не знае дека брат ти е историчар. Па бога ми, ја не знаев. Тој е 23 заврши. Trenutak, molim vas. Rekli ste žuti papir. Ispisan sa nekim ružnim slovima. Така, со кирилица. Je li to možda ovo? Секирај за тоа, брат, за тоа само притвор си е. A da mu ga damo? Pa kakvo je, takvo je. Kaj? Našli smo ga u đubretu. Ovako izgleda još starije. Да, у трет век пиперки печеле, нема проблем? Не може. Мора да направиме фалсификат. Фалсификат? Да. Па не е тоа диплома за медицина, па да го фалсификуеме. Ја. Впрочем, сега ти си верена жена. Да немате сајла некоја по дома? Абе, Борка, бе. А вај наместо да флиртуваш овдека со мене, фати се за работа, пошто талат може да стане малце непријатен. Јас мислам дека го правиш љубоморен. А, не. Не сум ја љубоморен. Како бе не си љубоморен? Не знам. Треба да питам. Еј, срце моје, како хумор има, а? Затоа се заљубив у него. Да, јас мислам поради ова. Да, и ради Сајлава. Одам јас да најдам сајла. Како бе не си љубоморен? Таќе, не сум. И што значи тоа, не ме сакаш? Не те сакам. Мисли, те сакам, ама како колешка. Остави ти мене, брат. Жена ти дома. Како ќе знае дека ја сакаш ако не си љубоморен? Ами таќе ќе ја кажам. Ки кажеш, а? Добро, кој верува на зборови денеска, бе? Жена ми верува. Ајде, бе, доста еднобична работа, не знаеш да одглумиш, одговорен те стаја. Ја мисля, вие албанците пољубоморни дека сте? Слушај, работата е завршена. Сега останува уште да ми платите и да ги оставам гугучињата да си гугукаат. Ама ова тече. Па тече, бе. Чешма е, што да прави? Да ми јаука ли? Ама тече од кај што не треба. Слушај, од мене толку. Ако не се допаѓа на твојата газдарица, нека си најде некој друг мајстор со подолга сајла. 1000 денари. Што бе 1000 денари? Да ми платите, бе, како што? Како може да те плаќам за незавршена работа? Плюс за тоа треба фактура. Слушај, ти си играш мајтап со мене, а? Јас можам да дозволам некој да ми краде женска од средно, ама некој да не ми плати за мојава работа. Тоа не можам да го дозволам. Да знаеш дека не можам да го дозволам. Тони, имамо мал проблем. Да. Или ќе ми платите, или ќе ти го свиткам вратчето. Газда, не мал, голем проблем имамо. Може да останемо без рецепционер. Како без колку бе газда, без мене ќе останемо. Може, како не, да, може. Вие сте толку шармантен, господин. Штета што науката ви е поважно задоволството во животот. Не, се наоѓа време за задоволство колку сакате. Што бе задоволство? Што бе задоволство? Што задоволство, кажи ми? Што задоволство? Ој, сака да ми го краде артефактот да го продавате со брат ви во Сирија, така? Не може, науката ќе победи. Така да знаете. Што ти е, бе, будало една? Па нели се договоривме да бидам љубоморен? Што да правим ја еднаш друго? Ако го чекам Герасим за да умрам, подобро никогаш да не умирам. Се машки на семинарот. Не, газда. Има една госпоđица. Госпогица? Млада? Млада, бога ми. Злата. Злата? Па по името како да не е баш млада. Портпарол на Златен Темјан. Портпарол на погребално. Модерни времења, бе, газда. Убава е? Тогаш и ние треба да имаме портпарол? Да, ќе зборувам со Ула. Па и ние сме модерна фирма, така ли е? Така е. Убава, а? Многу. Ова е таа Злата? Не, бе, газда, Злата е млада, ова е стара. Абе, не зборувај така! Се кажува возрастна. Добар ден и добре дојдовте во пансионот Преспав. Повелете. Имав смртен случај неделава во фамилија. Примете сочувство.
Јас се извинувам. Па него умре ти па да се извинуваш. Јас се извинувам што сме се смееле. Тетово е. Маш ми беше од тетово. Бог да си го прости. Жив е маш ми. Лани се разведовме. А кој умрел ако муж е жив? Тоа не е важно кој умрел, тоа не се прашува. Значи, вашето име? Злата. Друга Злата е ова. Таа е млада, ова е возрастна. Сакате да кажете дека сум стара. Сакав, ама не се кажело така. Газда така вика, не јас. Господе Боже, мене ми го препорача овој пансион како мирно место, каде што може човек да ја одмори главата од сите црни мисли после погреб, а Тек да знаете каков семинар имамо. Нема никаков семинар зборува глупости вработениот, значи нашиот пансион е прекрасен. еднокреветна. Да, веднаш по. Имате прекрасен брк како Мишо Ковач. Од средно го имам. Брат ми имаше таков. Бог да му душа прости. 30 години како е избричен. И уште носиш црно. Тоа е за поштовање. За сестра ми носам црно. Повелете. Треба да знаеш како да се однесуваш со гостите. Метни се малку на мене, гледаш? Малку вака и правиш и се смееш под брк, иако и умрел некој. Гледаш колку ми се ладни рацеве. Не знаем јас тоа. Откако се случи тоа со Дара, никако не можам да ги загреам. Да ви донесеме уште едно ќебе, вунено? Пуста Дара. Абе, како сестри бевме. Не бевте сестри? Трети братучетки. А постара или помлада?